гледачи, добар ден. И јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за хормонски промени кај мажите и жените во 50-тите години. Како што постои перименопауза и менопауза кај жените, така имаме и машка менопауза или наречена андропауза. Кои се сличностите, кои се разликите? Кои симптоми ги прејавуваат мажите во 50-тите години? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е професор доктор Искра Битовска, ендокринолог од клиниката за ендокринологија. Доктор Битовска, добре дојдовте во Добриот доктор. Ви благодарам на поканата. Мислам дека темата ни е интересна, бидејќи многу често зборуваме за кои се симптомите со што се соочуваат жените во 50-тите години, меѓутоа еве денеска ќе кажеме со што се соочуваат и мажите. Па за почеток, еве споменав дека имаме хормонски промени кај мажите и кај жените во 50-тите години, менопауза и андропауза. Кои се клучните разлики на кои нели реагира телото кај мажите и кај жените во овој период? Многу убаво го кажавте ова 50-тите години, меѓутоа промените започнуваат многу порано, само што не сме многу свесни за тоа. Значи и кај жените и кај мажите започнуваат минималните промени со хормоните околу 35-та година. Значи далеку сме до 50-та. Во делот на менопауза и андропауза многу подраматична е менопаузата кај нас жените од причина што нагло престанува менструалниот циклус. И сега нели оној дел перименопауза што го спомнавте, постепено со години назад и во еден момент престанува циклусот и тоа е навистина прилично голема драма во животот на жената, па би рекла и да целата околина. Сега разликата е што кај мажите тоа не се случува баш така нагло. Нели главниот хормон кај мажите одговорен за машкото здравје и за она што ги прави мажите мажи е тестостеронот, нели? Меѓутоа и тој од 35-та година се намалува за 1% годишно. Така да овие 50-тите години што ги спомнавте, малку и тие подраматично ги чувствуваат, иако не се многу свесни, че се тоа многу споро, не оди брзо. Дали тоа е до хормоните, ве споменавте, или еве би ве прашала, зошто кај жените се толку понагли, а кај мажите се постепени, поумерени овие промени? Заради тоа што ние, нели, како жени имаме циклуси, секој месец спремни сме за раѓање, нели, бебиња и така натаму. И токму тоа некако многу повеќе не погодува кога тие естрогени кои што како аналогно на тестостеронот, нели, кај мажите, кај нас постои, нели, доминантни се естрогените. И тоа се она што не прави нас жените жени. Кога естрогените нагло ке престанат да се лачат, тоа е навистина она драматична ситуација кога изостанува циклусот и неколку години претходно, а дури до 15 години понатака што се однесува до менопаузата. Значи естрогените се тие што нагло исчезнуваат. Во случајот кај мажите тие тестостеронот исчезнува многу попостепено. А дали психолошките симптоми може да кажеме дека се подеднакво изразени кај двата пола? Изразени се понекогаш и кај мажите повеќе, меѓутоа кај нив тоа настанува постепено. Инаку можеби малку чудно би звучало, меѓутоа сето она што го чувствуваме ние го чувствуваат и мажите. Само што тоа е толку постепено да не е така нагло, сакам да кажем. Иначе се што чувствуваме ние, само што нагло доаѓа кај нас, постои кај нив. Значи, зголемена раздразливост, зголемена нервоза, почнуваат да се дебелеат и тие, нели, како што ние го правиме во менопаузата, исто и кај нив. Значи, онаа централна дебелина позната, што понекогаш го велиме и пивски стомак, некогаш и се должи на пивото, кај мажите, меѓутоа не е тоа, нели, често случај. Губиток на концентрација, раздразливост, неволност, склоност кон депресија, намалена физичка активност, умор. Се тоа, па дури би рекла понекогаш изголемено потење, кој што не знаеме дали оди со дебелината или е баш заради андропаузата, значи сето тоа го чувствуваат и мажите. Зголемена, намалена мускулна сила, зголемен умор. Така. Значи се што имаат жените всушност такви симптоми чувствуваат и мажите. Јас да ги повикам нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Доктор Битовска, еве кажавме всушност што е андропаузата или машка менопауза, дали е овој термин медицински прифатен и од кога? Апсолутно. Андропауза и доколку го изгуглате онака најнаивно, без да имате медицинско познавање, како андропауза ќе ви излезе како термин. Андрос, добро познато на грчки дека е маш, нели? А пауза е пауза. Сега вака малку, нели, грубо звучи, исто како и менопаузата, андропауза, значи прекин на машкоста. Не е тоа баш така и тоа може многу лесно
лесно, вака навидом на збор лесно да се спречи, би рекла, или да се продолжи оној убав период кога сме полни со хормони, така да е прифатен во меѓународната заедница, ама јас вака еве како жена малку, ќе бидам зајадлива, па ќе кажам, бидејќи докторите многу долго време доминирале доктори од машки пол, па некако андропаузата од страна на докторите, нели, од машки пол не била многу, да речем, лесно прифатена, но постои. Постои, така. И сега, вие споменавте 1%, значи како всушност се менува нивото на тестостерон со возраста кај мажите? Па, еве како што реков, значи од 35-та година натака, практично и мажите, па исто како и жените, значи и коскената и мускулната маса го достигнува врвот некаде околу 25-та година. Тука е максимумот, па тука настанува едно плато, значи една права линија од 25-та до 30-та, 35-та, и понатака веќе имаме пат на мускулната маса и пат на сите овие функции и работи што ги правиме. Само што, пак ќе кажем, ние жените уште и раѓаме после 30-та, особено нели со овие денешни начини на продолжување на женското репродуктивно здравје, нели стануваме мајки се подоцна и така натака, па имаме еден буст, еден наплив на женски хормони заради тоа. Додека кај мажите пак тој дел го нема. Значи, они се оставени практично на природниот пат на тестостеронот, кој што, еве, земено ако е од 35-та година, да речеме, 1%, значи 15% на 50-та година од прилика, би било намалено нивото на тестостеронот кај еден маж. Значи, веќе во 50-та веќе може да го чувствуваат, апсолутно, нели? Да, токму тоа. може. Сега, бидејќи знаеме дека мажите не признаваат, односно кај нив постои нели само жената е во менопауза, кои се оние симптоми кои што ги пријавуваат мажите еве во 50-тите години? Мажите во 50-тите години, па токму заради ова што не е нагло, нешто посебно не се жалат многу. Знаат да застанат пред огледало, па да се стат, тука верувам секој ќе се најде од тие што не слушаат, нели? Па ќе забележи, леле, стомакот малку ми пораснал, малку тука не сум каков што сум бил и така натака, и тука им се јавува, да речеме, желба на оние кои што сакаат да изгледаат малку помлади и кои што си водат сметка за своето здравје. Тука почнува, нели, после 45-та година да се јавува онаа желба за вежбање, за возење точак, за, да речем, општо поздрав живот. Не забележувам дека маж на 30 години толку си води сметка за себе, ама тука малку и природата, нели, му подарила повеќе тестостерони, повеќе, нели, се. Меѓутоа, веќе после 35-та, после 40-та, 45-та година знаат да се здебелат. Практично дебелината е таа, нели, централната дебелина, она стомачна дебелина е таа што ги носи кај нас. А со стомачната дебелина си доаѓа и дијабетесот, или предијабетесот, и, нели, проблеми со орбетот и така натаму и така натаму. Ето, сакав да ве прашам, значи, кога веќе настануваат тие хормонски промени и падот на тој, нели, машкиот хормон, на што се склони мажите, на кои сите болести, нели, се имаат предиспозиција? Па на сите, ова што го кажував, да речем и самите мажи се ги забележуваат промените. Значи, многу полесно се дебелеат. Ако порано јаделе на иста количина на храна, сега веќе после 45-та, 50-та година, ќе имаат, нели, зголемен стомак. Почнуваат да чувствуваат слабост во мускулите, не се веќе толку силни при едно обично носење на гајба, на пример, на кисела вода или што и да е, забележуваат тумор кога се качуваат по скали. Во делот на либидото, ако навлегуваме и во тој дел, и тоа опаѓа, нели, со тек на време. Така да практично сите, значи неке мажите, особено малку сексуалната функција која е загрозена, нели, па и тоа ги носи до нас, или тоа ги носи, нели, до ендокринолог, или ги носи до уролог. Што не е во ред со мене, зашто се случува ова, не сум тој, што сум бил порано, ја немам таа сила, било која сфера. Значи, исто така, и тие патат од несоница, од раздразливост, како што ги кажав симптомите на почетокот. Значи, ништо, се што чувствуваме ние жените после менопаузата, сето тоа го чувствуваат и мажите, само што и тука веќе психичката подготвеност. Кога треба да се јават на ендокринолог? Сега, во последно време се јавуваат почесто на ендокринолог заради тоа што читаат, слушаат и знаат дека треба да си го проверат тестостеронот. И сега знаат да дојдат кај нас, нели? И често пати на мажите, особено кога наидуваат на жена ендокринолог, нели? Па ќе кажат, ајде доктор, ќе да ги провериме сите хормони, па еве,
Меѓу сите хормони немојте да Значи, пак нема заборавите. директно да прашаат за тој, меѓутоа одоколу. Не заборавајте да го напишете и тестостеронот. Тука еве да видиме како стоиме. Значи, обично така ја почнуваме приказката. Не е баш дека почнуваат многу да ми се жалат. Меѓутоа, добро е да се почне. Пред да продолжиме, доктор Битовска, имаме гледачи на линија. Повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас, водителка и до докторката. Ви благодариме, повелете. Јас имам 70 години, а од 52 години ме остави во менопауза, уште имам потење, она многу голема потење. Сега имам и сумјестенија гравесум. Пијам апчиње местинон на 4 сата. Сега дали од апчињата, дали од менопаузата што ме остави. Ама се 52 години имав кој ме остави. Само не ве слушнав зашто пиете апчиња, за која состојба? Местинон. Месином. Миестенија гравис имам. Оперирана Тоа за сум. миестенија гравис, Да. тоа сакав да кажем, се зачудив малку за тоа. Да, И да. Сега, дали потењето тој е од лековите кои што ги пие или тоа што менопаузата ја оставила? може и од лековите, миестенија гравис се секако не баш наивна болест и ги зафаќа сите органски системи, така да може да е тоа и комбинација со менопаузата. Значи не е исклучено. Да. Но не е лошо да се проверат хормоните секако. Значи, во секој случај може да направи проверка на хормоните. Имаме гледач, повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас, Сања, и до докторката. Ви благодариме, повелете. Видите, сега докторкава повеќе изгледа за мажи, не знам дали би можела да прашам за мене нешто. Може да прашате, јас, ние спомнавме шекер хормонски имам. промени кај мажите и кај жените. Видете, јас сакав да одам на ендокринологија, меѓутоа со терминиве е проблем. Па би сакала, викам, не знам докторкава дали ќе ме прими да дојд да одам кај неа, пошто јас имам проблеми со шекерот. И те ми се качува, ми се намалува, не знам што е. Плюс сум оперирана, пијам глукофаж, пијам за ова, како се вика, за срцето, за притисок, за се нешто. Па би сакала да прашам докторкава дали би можела да дојдам, да отидам до кај нејзе, кој ден да е во амбуланта, па дали ќе ме прими. Така. Ова веќе стана збор за неконтролиран. Да, но патот е преку матичен доктор, нели? Значи прво сепак не може директно на трето ниво да се оди, секако дека може да се стаса и до нас, меѓутоа патот е нели матичен доктор, па матичен доктор да направи евалуација на состојбата и да ја упати Да, тоа сме имале и за ова често емисии кога имаме неконтролиран шекер за состојбата на диабет. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Едно прашање до докторката. Повелете. Јас пред 10 месеци се оперирав од карцином на дојка и карциномот е карактеристичен 90% зависен на естроген. Како може јас на 70 години, односно сега 71 година, организмот толку да го лачи тој естроген, кога на 45 години сум оперирана и од матка и еден јајник изваден. Значи, од каде, само тоа не ми е јасно, од каде тој естроген толку многу се лачи? Да. Ако може... Да, ви благодарам многу за јавувањето, еве збориме за овој женски хормон. Да, за естрогените, значи би требало да се открие причината зошто, бидејќи јајникот нели е кај нас жените главната причина за лачење на естроген, доколку ги нема пациентката, но естрогени можат да се лачат и од надбубрежната жлеза. Значи како и да е, би требало да се јави, да се направат малку поопсежни испитувања од каде толку зголемена количина на естроген, доколку јајникот практично не постои, ни доколку е оперирана. Значи, секако треба вашиот матичен доктор да ве упати до нас. Ова е веќе сосема поинаква тема и да се види од каде, значи да се направат повеќе испитувања да се открие од каде е естрогенот кај оваа пациентка. Така. Пред да ги вклучиме следните гледачи, еве спомнавте дека нели доаѓаат мажи па бараат хормонски анализи, кога зборувавме дека андропаузата влијае на мускулната маса, на дебелење. Предпоставам дека исто влијание има и на енергијата, не се толку силни како неве што споменавме на 25 и на 30 години.
Така е, значи тестостеронот си ја дава таа енергија кај мажите, таков хормон е, така да тој дел, но уште едно сакам да напоменам, значи кога доаѓаат кај нас, нели, пациентите, луѓе не се пациенти, луѓето кога доаѓаат кај нас на проверка, значи има одредени бројки колку треба да биде тестостеронот, нели, кај еден маж, колку треба тестостеронот да биде кај една жена. Нели, сосема се различни вредностите. Така да и во тие вредности има разлики кога ние би требало како доктори да се загрижиме за благосостојбата на нашите пациенти, односно на луѓето што ни доаѓаат. Значи има одредени бројки каде што велиме нема проблем повеќе на психичка база, но има бројки под кои, нели, треба да кажеме навистина сериозно да видиме зошто е тој дефицит на естроген толку. Значи што може да биде сериозноста, доктор Витовска? Зошто е намалена количината на тестостерон? Значи, генерално, бројките околу кои се движиме, некоја бројка од која што би била, да речеме, која би ја запамтиле еве нашите гледачи, некаде 10 до 12 наномоли на литар, тоа е бројката која што ни е граница. Значи, доколку е над тоа, велиме во ред, ќе почекаме, ќе провериме уште еднаш после 6 месеци и така натаму. Меѓутоа, доколку е под тоа, веќе се загрижуваме што се случува. Не би требало. За да тестостеронот се лачи нормално, одговорни се два хормони во хипофизата. Нели, хипофизата е диригент на нашето тело и тука се тие два хормони кои што се одговорни за лачењето и на тестостеронот. Значи, доколку немаме хипофиза, доколку е извадена, доколку е оперирана или доколку нешто се случува горе во да речем, нашата хипофиза, тогаш тестостеронот ќе биде многу низок. Значи, тоа веќе би повлекло дополнителни испитувања. Значи, не зборуваме сега за андропауза во случајов, тука доколку се сепак ретки исклучоци, да кажеме, доколку е низок тестостеронот, да речеме, под 8, веќе тука ни се дига алармот и на нас ендокринолозите и почнуваме да правиме други анализи кои што ќе ни покажат дали нешто се случува горе. Така. Пред да продолжиме, имаме гледачи, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Се јавуваме од Велес. Повелете. Сакам да прашам докторкава за хормониве. Имам 63 години и нон-стоп само се дебелеам. Кога имате влезено во менопауза? Добар ден, пред 20 години. Добро. Така. На 45 би требало така. Пред 20 години, значи на 40 и нешто. Да, така. Да, ја спревртивме темава на менопауза, чинам. Добро. Тоа не се смета за рана менопауза, доколку немаме операција. Нели, за рана менопауза се смета или предвремена менопауза под 40 години. Веќе над 40. Најнормално е да се влезе меѓу 50 и 55 година, значи почетокот на 6-та деценија. Меѓутоа, многу често се случува, особено со денешниве стресови. Меѓутоа, колку е дебелењето, тоа е, гледам, дилема на нашата гледачка, дека постојано, колку тоа зависи, нели, од женскиот хормон, што веќе не се толку значи, исто како и тестостеронот, и естрогените, кога ги нема, значи, кога не влегуваат жените во порана менопауза, како, еве, оваа наша пациентка, се дебелиме многу полесно. Да го спомнав, исто важи и за андропаузата. Значи, ако порано сме јаделе и сме се движеле идентично, кога влегуваме во менопауза, истото јадење, истото движење ќе ни направи дебелина. Меѓутоа и многу побрзо може да ослабиме, за разлика, предпоставувам, во 50. Сега многу потешко можеме да ослабиме. Значи, тука е работата и да запнеме, да слабееме. Значи, дебелината нема некој одреден процент, како што велиме, еве, тестостеронот, нели, се намалува 1% годишно или прекинува лачењето на естрогените кај нас жените. Меѓутоа, тука веќе зависи од тоа како ние си водиме сметка за своето здравје. Дека е потешко, многу е потешко. Дека многу потешко се слабее, а многу полесно се дебелее заради недостатокот на естрогени, тоа е општо познат факт и признат. Тоа е причината со која што се соочуваат многу жени, па и мажи во тој период. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. До докторката. Ви благодариме, повелете. Исто јас за маж ми нешто да прашам, не е во темата за тестостеронот, него пак е за тироидата. Пошто не одат они многу на лекар, не се испитува. Едно испитување направи, ни се покачали многу атро 318 е покачано за тироидата и АТГ 114 и ЕТ3 е намалена функцијата.
Само да ве прашам за сопругот, рековте прашувате? Да, за него сакам да прашам, да. А на која возраст е? 55. 55. Еве колку и овие што прашува гледачката и промени, еве што кажуваме дека може да се јават за одредени заболувања во таа андропауза се врзани па и со функцијата на тироидната жлезда. Па функцијата на тироидната жлезда нема некоја посебна улога со андропаузата или пак со менопаузата. Значи функцијата на тироидната жлезда е сосема различна приказка, така да тука не би ги споредила дека со старењето се менува. Да, се менуваат вредностите на TSH4, меѓутоа тироидната жлезда е сосема друга патологија. Значи, во секој случај треба да се повторно да се јават на апсолутно да се јават на ендокринолог. Да. Доктор Битовска, иако еве споменавме дека доаѓаат мажи па бараат проверка на хормони, меѓутоа зошто и понатаму андропаузата се игнорира од машката популација? Затоа ќе треба да ги прашаме мажите, кои што не слушаат, ама нешто послабо, нели? Послабо комуницираме, послабо се јавуваат. Затоа што предпоставувам низ годините тоа така не било многу признаено. Мажите требало секогаш да бидат силни, да бидат носители на семејството, нели? Ништо да не им недостасува, секогаш треба да бидат тие кои што се појаки од нас. И токму предпоставувам дека тоа е причината зошто поретко се јавуваат. Но веќе можам да забележам дека малку и таа работа се губи и се повеќе се јавуваат. Исто така како што еве треба да се јават на ендокринолог нели во 40-50 години кои ќе ги почувствуваат овие промени, исто така имаме укажување од самите уролози дека не се јавуваат ниту на оние превентивни прегледи за заштита на машкото здравје. Сега за превентивни прегледи се уште немаме нешто нели во нашата програма. Меѓутоа е многу добра идеја и има иницијативи, па месец нели ноември ми се чини на машко здравје и така натака, така да свесноста кај мажите се зголемува и мене ми е многу мило што е тоа така да се менуваат работите и кај нас не е само менопаузата таа нели работа. Имаме и машка менопауза како што кажавме. Ете така. Имаме гледачи, повелете во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав голем. Ви благодариме, повелете. Имам едно прашање, се работи за момче од 27 години со интелектуална попреченост. Па сакам да прашам, тоа со тестостеронот. Има нагони детето, ама нема невербален и не знаеме тоа како да му помогнеме. Сме се обратиле кај многу доктори, психолози, некако се некоја табу тема, грчење, не знаат како тоа ние да го оствариме, а детето се мачи, а потта му е ужасно миришлива, дури како на лук. Пробавме и антисепси, и деспиранси, нешто помош од докторката, каде да не упати со момчева. Така, јас ви благодарам многу за јавањето, еве, колку овој машки хормон тоа лачење при ваква состојба да може да се регулира? Па сега при ваква состојба може да се регулира и се регулира со одредена терапија. Така да може да се регулира, ама тоа е веќе поопсежна тема. Да, меѓутоа треба да се обратат. Треба да се обратат секако, значи тоа не е спорно, не е вака да зборуваме, но може. Може, така. Може. Имаме гледач, повелете во програма сте. Поздрав до докторката и до водителката. Имам едно прашање. Се работи за мојот син кој што има 30 години и веќе 2 години прима Оземпик, но почна да му паѓа косата. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Почна да му паѓа косата и сега 3 месеци е без терапија со Оземпик. Како Оземпикот делува врз тестостеронот и врз другите хормони машки? Така, јас ви благодарам за јавањето. Не е конкретно со темата, меѓутоа... Мислам, не е со темата секако, меѓутоа Оземпикот, не знам сега, не разбрав колку слабе, нели, Лијана, дали слабе, дали не слабе. Опаѓање на косата. Опаѓањето на косата нема некаква си посебна врска со Оземпикот, баш ако зборуваме за нивото на тестостерон. Значи, сепак треба да се побара друга причина
за опаѓањето на косата и да се обрати секако до ендокринолог. Значи со земпикот не би нашла вака, навидум некој Немате значи вакви дека дава вакви контраиндикации. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало. Да, повелете, ве слушаме. Добар ден, поздрав до вас и докторката. Сакав да прашам, значи јас сум млада пациентка, 26 години, оперирана сум од карцином на дојка со хормонски зависен карцином на естроген. Моментално сум во вештачка менопауза и сакав да прашам откако ќе ги прекинам терапијата што моментално примам за естрогенот, дали постои можност да се испита вредно, естрогенот и дали има превенција за за регулирање на естрогенот откако ќе се прекине терапијата на природна база или нешто. Така. Секако дека има можност, нели? Да, сега е во вештачка менопауза, меѓутоа еве после терапијата, значи може да се направат анализи. Секако, анализи апсолутно секако, препорачливо е некои 2 до 3 месеци да речеме без хормони, па понатака да видиме како да продолжиме, секако дека може. Доктор Битовска, знаеме дека еве кога сме зборувале за менопауза, перименопауза, доколку кај некои жени се поизразени тие симптоми, се дава и одредена терапија, дали хормонска. Дали истото може и кај андропаузата кај мажите? Па исто како и за жени, нели мораме да бидеме внимателни. Секако дека може да се даде терапија, тестостеронот е на широко достапен, нели, во било која форма, но дали да се даде или не, тука е нели дилемата, бидејќи секој дополнително давање на хормони може да поремети многу други работи. Значи прво треба внимателно да се испитаат сите хормони, да се види дали е низок тестостеронот. Колку е низок тестостеронот? Значи има тука малку повеќе работа отколку вака навидум, нели само тестостеронот да се испита и согласно вредностите на тестостеронот и како се чувствува одредениот нели маж кој што е пред нас, решаваме како понатамо. Значи на прашањето дали постои тестостерон, постои во различни форми, било како гел, било како ампула, било како 3-месечна ампула, нели депо. Во секој случај постои како терапија, меѓутоа и тоа треба да биде многу добро мониторирано. Прво, давањето треба да е многу критично, да се види зошто. Не преферираме доколку над 12 наномоли на литар, не одиме со терапија, да се одредени критериуми кога може, така, кога не може. постојат, значи во науката, во медицината си постојат критериуми, исто како кај жените, исто како кај мажите. Прво, дали да се даде, треба опстижни испитувања да се направат. Оти тестостеронот е поврзан со простатата, со многу други, секој орган делува, нели? Меѓутоа може да направи други пореметувања, така да терапијата не е баш наивна, исто како кај жените кои што се во менопауза, истото важи и за мажите. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Јас сум пациентка што сакам да ја прашам докторката. На 50 години сум прекината со менструацијата. Ме слушате? Да. И од тогаш навака све имам потење. Дали е лете, дали е зима, ја многу горештини осеќам. Сега, на која возраст сте? 70. Така. Да, имавме, ви благодарам за јавањето и една претходна така гледачка го спомена тоа и потење и жештините. Да, тоа е одлика на менопаузата. Но секако треба да се провери, нели, барем да се исклучи ако ништо повеќе тироидното потекло. Но менопаузата многу од оние чести и нагли брановидни потења, значи во 20 секунди, во 30 секунди, топли бранови потења буквално се прават мокри. Па потоа ќе помине. Тој сакав да ве прашам, доктор Битовска, ве знаеме кај жените и потењето, споменавме дека се нели скоро исти симптомите кај мажите. Колку време може да траат за да знаеме дека се последица токму на андропаузата, а не станува збор за некое друго заболување? Многу време. И кај андропаузата, и кај менопаузата. Може и 10 и 15 години да траат. Многу време може да траат. И секогаш индивидуално. Значи нема некое правило дека треба да почнат. Не ги чувствуваат сите луѓе овие работи. Ниту па жени, ниту па мажи. Или интервенираат на време, или со промена на животниот стил и така натаму. Ниту пак можеме да кажеме точно кога би завршиле.
И сега, еве, не знаеме, нели, не можеме да предвидиме, меѓутоа колку физичката активност, спиењето и исхраната влијаат да имаме хормонски баланс? Многу. Би рекла најмногу. Значи, тоа е една од работите кои што секогаш прво ги препорачуваме и би сакале луѓето да се раководат по она што ние го советуваме или по она што ќе го прочитаат на интернет. Значи, секако дека балансот во секоја сфера, пред се од психичката сфера, од запознавањето на тоа што е или што не очекува од годините си одат незабележливо и во еден момент ќе се најдеме на 50 години, а не сме ни свесни нели како сме стасале до тие 50 години. Значи тоа треба да се води сметка за своето здравје континуирано. Ние додека сме млади не знаеме тоа да го цениме и некаде после 40, 45-та, 50-та година кога почнуваат И ни светне да нели како велиме да. Но никогаш не е доцна и би требало сите овие работи да ги правиме. Значи да водиме сметка за храната, особено заради тоа што откако почнуваат да недостасуваат и естрогените кај жените и тестостеронот кај мажите, многу брзо ставаме килограми. Значи тоа го повторувам цело време, особено околу стомакот. И кај мажите, и кај жените. Значи тоа е централна обезност што ја велиме, стомачна обезност, која што пак масно ткиво кога тука се таложи е многу штетно и доведува до и тоа лачи посебни хормони кои што го забрзуваат и создавањето на предиабетесот, на диабетесот и понатака, на инсулинската резистенција. Може би затоа треба да имате и одредена промена во самата исхрана кога веќе мора, се. Тоа да, убаво го спомнавте ова, значи мора да се менува исхраната, мора да се има разни препораки кон што тоа и повторно е сето тоа индивидуално. Значи дали некој препораките се да се јаде почесто, помалку, меѓутоа има многу луѓе, нели, кои што велат па ако јадам така јас ќе станам 200 кила. Значи затоа имаме и нутриционисти, имаме и факултет за нутриционизам, нели, така да имаме тоа една малце поширока сфера која што овие промени што ги зборуваме на позрели години, ајде да се изразам понежно, се мултидисциплинарна работа. Значи не е тука само дека ендокринологот ќе ви препише нешто или па урологот ќе ви препише нешто и со тоа сме завршиле работата. Тука доаѓаме често така, се соочуваме и со многу психолошки промени. Тоа сакав да ве прашам, или кога нели веќе ќе се направи таа дебелина и стомачна, па нема да има толку веќе енергија, сила, колку сето тоа влијае во депресија, односно засегнато е менталното здравје? Многу е засегнато менталното здравје и тука секогаш велам дека психолог мора да биде вклучен во сета сфера на нашето живење. На запад малку почесто, макар што гледам дека сега и кај нас психолозите земаат замав и тоа би требало да е така, не секој така успешно се носи со промените кои што доаѓаат. На крај крајва и да речеме едно обично заминување на децата, она што се вика празно гнездо, нели синдром на празно гнездо, кај нас возрастните кога децата ни заминуваат и си имаат свој живот, и тоа знае кај нас да биде така. Некои нели фамилии да го сметаат за голема травма, па сакам да кажем психолошката работа, психолошкиот дел со старењето не е само дека ние старееме па нели на чекор сме до оној свет, туку многу други работи се тука во прашање и психологот секогаш би требало да има, па би рекла основна улога. Бидејќи сме веќе на самиот крај на емисијата, еве доктор Битовска, да, не ни се јавија мажи во емисијата, меѓутоа ја верувам дека слушале внимателно, па еве една порака што би им препорачале еве на мажите во 35-тите, 40-тите години за да бидат добро подготвени за андропаузата. Добро подготвени ретко кој ќе биде, меѓутоа она што би можела да го препорачаме да си вода сметка за своето здравје, колку и да значи годините. Мажите се свесни за ова, значи после 45-50 година тоа на малце криза на идентитет која што ја чувствуваме и ние жените па и мажите, само различно се однесуваме со таа криза на идентитетот. Мора да се свесни дека годинките си го прават своето, така, многу едноставно кажано, и дека мора да се дуплира вниманието кон себе. Значи работа на себе секако треба. Премногу сме зафатени со работа, премногу сме зафатени со сите други работи, но животот е тоа што се случува кога не сме свесни. Значи да се води сметка за исхраната, да се води сметка за физичката активност, едноставно да се води повеќе сметка за себе, ова не го правиме кога сме помлади, меѓутоа данокот си го носи. Значи многу е потешко да се симнат 20 килограми на 50 години, од да речеме да се симнат 5 килограми.
Доктор Битовска, времето на денешната емисија ни помине. Јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка, што зборувавме за оваа тема и што е на машката популација и овозможивме и добри совети и едноставно како изгледа андропаузата и дека не е страшно да се посети ендокринолог и да се зборува за симптомите кои што ги чувствуваат во овој период од животот, така да кажем. Воопшто не е страшно, туку напротив е физиолошки. Значи биологијата е таа кај сите нас, сите старееме, нели? Па барем апелот мој е да старееме здраво. Значи да ни биде убаво и благопријатно како ни поминуваат годините. Ви благодарам на поканата. Така. Ви благодарам, доктор Битовска. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.